Во здравствениот дом во Делчево преспива скитник. Со години тој пијан доаѓа во ноќните сати, приредувајќи им сцени на дежурните здравствени работници, но и на пациентите, сведочат здравствените работници во брзата помош. Прави многу големи тука нереди, да ги заплашува пациентите, па и нас. Последниот инцидент со него бил пред 3 дена, кога од амбулантата ова лице го украло дежурниот телефон. 2-3 дена дошол овде, докторот и сестрата били излезени на повик со шоферот, значи овде во овој простор, значи немало никој. Тој го зел државниот телефон. После кога се дојдени екипата од повик, го барале, нигде не го нашле и им текнало дека само тој може тоа да го направи, го пријавиле во полиција и му го нашле полицајците и го вратиле. За ова хронично малтретирање од страна на скитникот известени се сите од раководството на здравствениот дом, но и од полицијата. Го знае целиот здравен дом, раководството, но никој ништо не презел до ден денеш. Неколку пати лекарите од брзата помош во Делчево се жалеа дека се мета на напади на агресивни пациенти, но како ќе се решат агресивните сцени во ноќните дежурства во Делчевската брза помош? Во оваа зграда се наоѓаат сите служби и има 2 влеза и немаме доволен увид за влез и излез на сите пациенти. За неполни 2 месеци итната медицинска служба во Делчево ќе биде дислоцирана во нова зграда и во нови простори. Со тоа се решава и самиот проблем, бидејќи новата зграда чекалната е мала и имаме увид за влез на сите пациенти и излез на сите пациенти. Лицето кој ги малтретира дежурните здравствени работници е добро познато на делчевската јавност и на надлежните институции. Од Делчевскиот центар за социјални работи потврдуваат дека станува збор за лице социјално загрозено, кое е опфатено со нивните мерки за социјална заштита и по налог на матичен лекар има престојувано во болницата во Негорци.